Бизнисот со големи очекувања од проектот брза пруга од српската до грчката граница. Компаниите се надеваат на побрз транспорт на стоки не само од и кон Солунското пристаниште, туку и кон централноевропските држави. Карго сообраќајот долж пругата ќе се одвива со 120 км на час, а патничкиот со 160 км на час. Тоа значи дека побрзо ќе доаѓаат суровините и репроматеријалите во Македонија, но и полесно ќе се извезуваат готови производи во странство. Особено тријат раце градежниците. Тие веќе побараат владата да учествуваат со 70% во изградбата на брзата пруга. За нив е клучно домашната оператива да биде вклучена во проектите и да не се повторуваат грешките од минатото, кога домашните компании имаа многу мал ангажман во стратешките проекти. Апелираат надлежните да бидат внимателни околу условите под кои ќе се гради и ќе се ангажираат домашните градежни фирми. Кога се зема заем во УКАФ обема, се најавува инвестиции во железница и во медицина, тоа треба сите да нарадува и треба несомнено сите да го поддржиме. Видот и начинот по кој што ќе се зема кредитот, со оглед на тоа дека ќе се инвестира во работи во кои што нашите градежни компании, да бидеме реални, немаат некоја големо искуство, не поготово во 10 години. Апелираме да биде многу внимателен и апелираме да водат да сите негативности кои произлегува од други вакви слични договори ги утврди. Аналитичарите очекуваат кредитот кој ќе се земе за да се изгради брзата пруга да биде со поволни услови. Фактот што британската експорт банка гарантира за заемот, а Британија како држава има највисок кредитен рейтинг, треба да ја обезбеди на Македонија конкурентна каматна стапка пониска од досегашните задолжувања. Ќе се постават претпоставувам и бројни прашања за цената на тие пари. Цената мислам дека нема да биде повисока од она просечна камата која имаме објавено ние како монетарци, така да таа цена мислам дека ќе биде само на искористениот дел, не мислам него сум убеден на искористениот дел од таа кредитна рамка. Неискористениот дел нема да биде окамато, нема да биде оптеретен со камата и тоа е исто така многу важно за нашиве граѓани. Проектот кој тежи 1,9 милијарди евра и треба да го забрза транспортот меѓу српската и грчката граница е круцијален за поголемо раздвижување на македонската економија. Градежништвото треба да оствари уште поголем раст од досегашниот. Овој сектор со години беше во криза, за конечно на стартот на годинава да доживее поголема експанзија. Во растот на економијата во првите 3 месеци годинава, градежништвото има неголемо влијание со зголемување на активностите за 7%.